Почитувани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн, Викторија. Денес разговор ќе водиме со професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја на Македонија, инаку експерт по историја нормално. А пак поводот или причините за да разговараме денес со професорката е издавањето на зборникот 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, но и одбележувањето беше 120 години од убиството на Гоце Делчев, зашто покасно ќе зборуваме. Меѓутоа, исто така сакам да зборуваме со професорката и за одбележувањето на 120 години на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Македонија, како е забележано тоа. Најнапред, професорке, јас првото прашање би го поставил околу одбележувањето на убиството на Јане Сандански. Вие бевте повеќе професорки таму од по историја и имаше и други значајни личности. Јас би сакал тоа да го пренесите до македонската заедница и пошироко, затоа што сметам македонците во Пиринскиот дел на Македонија се доста тврди и се жилави околу одбраната на македонскиот идентитет и јазик. Да, еве, ајде да кажам добар ден. Не знам дали е кај вас добар ден или добра вечер. Меѓутоа, како и да е, ве поздравувам таму во Австралија. Што сакам да кажам во врска со вашето прашање? Не се работи можеби за жилавост, туку едноставно се работи за потреба да се зачува сопствениот идентитет и сопственото македонско чувство, кое што никој не може да ви го погази и никој не може да ви го забрани. Независно од тоа што ете бугарската држава забранува било какво организирање или било какво пројавување на македонскиот дух во Бугарија. На самата прослава која што се одржа во Мелник, да, бевме повеќемина од Македонија. Имаше многу богата програма, имаше гости од Македонија во стил на културно-уметнички друштва, пејачи. Едноставно многу народ од Македонија почувствува дека веројатно во овој момент им е потребна нашата поддршка на нашите македонци во Пирин. Ги имаше навистина во голем број. Она што беше забележително беше дека имаше доста полиција која што беше настрана тргната. Воопшто немаше ни потреба да реагира. Нормално, ние сме цивилизиран народ и не одиме таму да се закануваме или да кршиме, како што некои тука се заканува. Меѓутоа, многу убаво помина. Значи, првиот дел беше во Мелник. Потоа сите оние кои што сакаа да отидат на гробот на Јанета Сандански, тоа е во горе во селото Рожен. Да, и таму го посетува, мислам, ете, и јас бев во Роженскиот манастир, на гробот на Јане, се видовме со нашите македонци. Морам да признам дека имаше многу од македонците дојдено од Софија, нешто што мене, да кажам право, многу така ми дојде убаво на душата кога почнаа да кажуваат дека со години живеат во Софија, ама македонскиот корен и македонската душа не можат да ја заменат со ништо. Многу беше, ете така, емотивно да речам, затоа што таму реално се собравме пиринци и вардарци од Албанија. Има луѓе од Егејска Македонија. Така што, знаете, многу е емотивен тој дел кога се гледате со луѓе кои што навистина молате едноставно за поддршка од сопствената држава, меѓутоа ја немаат. Затоа пак ние отидовме таму како луѓе кои што навистина знаеме да си ја цениме историјата, знаеме колку е важна
далеку од тоа пак дека Пиринскиот цар смее да биде заборавен или прескокнат во некое чествување на некоја годишнина или повод во врска со него. Мислам дека беше навистина така достоинствено, многу пристојно, без никаков ексцес, со ора, со песни македонски, со се и се што. Убав Така ме повод. интересира околу говорите Кирил Тилев, Стојко Стојков, Васил Стериовски, така ви оставија впечаток ли говорите? Сето тоа е, пак ќе кажам, емотивен момент, затоа што тие се зборуваат од душа, онака како што ги боли, така вика народ, како срце боли, така очи плачат. Тие точно знаат што ги тишти и што им недостасува. Пак ќе речам, многу сега ќе направам една лоша споредба, меѓутоа чинам дека ќе биде доволно показателна за нивната потреба како за родителска љубов од нашата држава. Она што секому му треба и како топлина и како поддршка, меѓутоа кај ни го нема чувството дека некој одовде било што би превзел за да ги заштити, за да ги закрили во нивните барања и во нивните обстојувања околу македонското битие и македонското обстојување. Меѓутоа тоа е тоа. Ние се Добро. бориме, тие нека си ја тераат нивната политика. Така, добро е тоа што и вие го слушнавме од вас како гост таму кој бевте. Понатаму еве ајде да се префрлиме во Република Македонија. Одбележувањето на 120 годишнината од смртта на Гоце Делчев. Дали не знам не дали бевте вие или како помина одбележувањето на 120 годишнината од убиството на Гоце Делчев? Па, искрено да кажам, помалку тензично отколку што беше за неговиот роден ден на 4 февруари. Мислам дека веќе и оние силеџии некои што се закануваат дека ќе доаѓаат, ќе кршат, ќе ги носат останките на Гоцета во Бугарија, веќе стивна сето тоа. Мислам дека и на европјаниве им преседна од силеџиството и заканите кои што се далеку од европски некои цивилизацијски изливи на силеџиство. Тоа е нешто кое што беше многу забележително, значи. Инаку стандардно, ние сите како што сме оделе со години, си одиме и си го посетуваме гробот на Гоце Делчев, ќе си положиме најнормално цвеќе. Меѓутоа тоа кај нас како историчари не е само на тој ден или на тие 2 дни. Ние многу често знаеме и со ученици и со студенти да одиме таму, да одржиме по некое пригодно предавање, да зборнеме збор-два околу тоа како ние како повозрастни треба да им го пренесеме нашето сознание и нашите чувства за Гоце Делчев, за понатаму да продолжи ликот на Делчев и натаму да биде звезда патеводилка за идните македонски генерации. Викам, значи многу цвеќе, многу достоинствен еден чин, она што е многу важно за нас како за Институт за национална историја. Ние го одбележавме тој ден, мислам дека беше многу убав еден момент, со промоцијата, односно со представувањето на Затоа зборникот. сакам посебно прашање да ви поставам за тоа, затоа што тоа ми е како кулминација на нашето интервју, издавањето на зборникот. Ме интересира во Свети Спас околу политичките говори, дали беше комисијата за заедничка историја, дали тие положија цвеќе од едната или од другата страна? Вака сега, значи, јас би тргнала од
едно време, знаете, кога ќе дојдете до некоја возраст, секогаш се сеќавате на она што било добро, сте го забравиле лошото, меѓутоа жал ви е што тоа доброто не продолжило. Имаше една убава традиција на двата многу значајни нормално за нас дена, по повод раѓањето и по повод смртта на Гоце Делчев, секогаш историчар држеше по еден историски час на гробот на Гоце Делчев. Тогаш простум стоеа и политичари и сите. Значи, тогаш науката се ценеше онака како што заслужува. Македонските историчари знаеа точно да го определат моментот за да кажат збор-два за некоја нова тема околу Гоце Делчев. Тоа е, значи, инспирација, непресушна инспирација за нас и секој еден нов документ кој што зборува за неговата работа или за неговиот живот, за нас е едноставно бесценето камче во тој мозаик. И сакам да кажам дека оваа година, повеќе од 10 години, не се практикува таа убава една церемонија. Меѓутоа, оваа година и на 4 февруари и на 4 мај беше многу забележително што до 11 часот не пушта никого освен оние делегации кои што се политички, што за мене е многу показателно затоа што чинам дека политичарите се плашат од сопствениот народ. Знаете, многу е тажно кога вие треба да бегате од оној кој што ве храни и оној заради кој што сте на тие функции. Меѓутоа, така беше и тогаш, така и сега. Нормално народот си го исчека времето кое што му беше одредено после 11 часот за да положи цвеќе. Многу, што мене многу ме радува, многу млади, многу деца, многу има ученици, цели класови доаѓаат. Така што живе, многу е жив споменот Гоцета и чинам, знаете, дека она многу напати и безобразна интервенција која што ја прават бугарите, осмислувајќи си го како нели булгарин, јас точно би го подвлекла фактот дека Гоце се борел за слободна и самостојна Македонија, никогаш не се борел за Македонија да се припојува кон Бугарија. И тоа е она линија која што веројатно ние ќе треба не само сега, не само во минатото, туку и во иднина да ја подвлекуваме и да на тој начин да кажуваме или да покажуваме колку Гоце е важен за македонското општество, бил и ќе биде важен. Реков дека тој е за нас звездата патеводилка и ние не смееме да дозволиме да ни згасне. Така, конкретно не ми кажавте од комисијата за заедничка историја имаше? Нема такви работи. Нема така. Кој би отишол? Драги Георгиев? Кој? Па добро, Па Драги Георгиев го продава, не го продаваме јас и вие. Како да му отиде на гробот кога тој се пазари со неговото име? Не, такви работи нема. Добро, значи и тука можеме да заклучиме, односно вашата порака што ја пренесовте, да, мощна значајна тоа, држи една позиција таму каде што е спротивна на интересите на македонскиот народ и на борците кои ги дале своите животи за слободна Македонија и самостојна, како што рековте и вие, професорке. Да одиме сега по натаму спрема распоредот на моите прашања, концепцијата на интервјуто. Вие, мислам,
на сите вас, начело со вас, имавте породилни маки да го издадете зборникот зборникот 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Пред да одиме во Ману, сакам за тоа да кажете за јавноста, зошто се измачивте толку многу, кога знаеме дека Гоце Делчев, како што рековте, е личност која живее во душата и срцето на секој еден македонец, било каде да е. Повторно е пак тука Драги Георгиев, значи јас само се сопнувам на него. Тој е Тој центар. како директор на Институтот за национална историја, бидејќи нели јас работам во тој институт, и нормално беше да го издадеме зборникот од конференцијата која што ја одржавме минатата година. Ги собравме материјалите. Морам да јавно да се заблагодарам на сите што испратија материјал и на сите кои што издржаа да си го видат текстот, а да не го повлечат, бидејќи се одолговлечи издавањето. Требаше да го издадеме за февруари и да биде промоцијата на 4 февруари. Меѓутоа, јас откако го испратив текстот, кој што беше нецелосно подготвен, за да се земе ЦИП во Националната библиотека, Драги Георгиев го погледнал текстот и не обрнувајќи внимание на тоа што јас го напишав, дека за добивање на ЦИП се потребни 7 работни дена и во тие 7 работни дена сите грешки, сите пропусти ќе си ги тргнеме, ќе коригираме и нормално како пречистен текст ќе си оди зборникот и ќе се печат. Меѓутоа тој направи спектакл овдека во институтов. Лично јас го сватив како атак врз мене, затоа што не можеше никако поинаку ни да се протолкува. Па после се најдоа некои негови комисијаши, кои што ги праќа по комисии, ги праќа по различни места каде што можат едноставно да им се одолжи за нивното, ајде ќе го наречам поданство. И дури предложија специјален состанок на кој што ќе се разговара за големиот проблем, огромниот проблем околу издавањето на зборникот, па како тоа било срам институтот да застане за така несреден текст, она. И сега јас им напишав уште еднаш и викам вака и вака. Јас не знам како да го напишам ово, освен како што го пишувам на македонски јазик. И на македонски тоа значи за 7 дена сето тоа ќе се анулира. Сега што е проблемот? Проблемот е што кај нив веројатно желбата беше да, бидејќи има сега конкурс за избор на директор, да ме анулираат мене како можен кандидат, па да ме избербат некаде натаму наваму. Бидејќи јас никогаш не сум имала амбиции за такво место, не знам како го најдоа тој мунасип дека еве јас ќе бидам кандидат. Меѓутоа работата си ја завршија. Да, доисподелија луѓето кои што се исподелени во институтов по сите можни основи, бидејќи Драги Георгиев институтот го есапи или се кон него се однесува како наследство на татко му. И што сака тоа си прави, нормално, тоа е со години. И дојдовме до ситуација дека немаше повеќе време да се испечати, да се среди. Текстот, искрено да кажам, дури психички малку не истоштија. Па си рековме добро, кога веќе не може за 4 февруари, ние тоа ќе го направиме на 4 мај, па ако сакаат и тогаш да прават проблеми, тогаш ќе бараме нов издавач. Значи нема да биде институтот, што ќе беше срамно да биде. Бидејќи ете тука е Сдруженијето на историчари, неколку приватни печатници, приватни издавачи се јавија, се понудија. Еве морам да се заблагодарам и до вас затоа што ми понудивте и финансиска помош да се објави зборникот. Меѓутоа
целата таа работа се заврши. Огромна помош имав нормално од луѓето кои што се во уредувачкиот одбор. Ајде да ги спомнам, ќе ми дозволите, тоа е Повелете. професорот Митко Панов, професорката Силвана Сидоровска-Чуповска, професор Вера Гошева, потоа професор Лидија Ѓурковска, секретар ни беше професор Наташа Диденко. Мислам дека не заборавив никого, и професорката Драгица Поповска. Сакам да кажам, да, имам еден примерок, ја не знам дали можеме да го доловиме, еве го примерокот тука е. Само Жив е, да, здрав е. задржете го така, задржете го. Еве го примерокот. Да, тоа е Браво, во честитки, А4. многу убаво. Честитки од нас. Благодарам. И Прекрасно. што сакам да кажам? Еве одзади имаме и мислите на Гоце Делчев. Дали може Да, да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дали има народ посреќен по несреќен од понесреќен. македонци? Да. И дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? Видете, Е, многу, како што вели и внукот негов Христо, многу млад човек, 31 година, ма толку многу зрело да размислува. Навистина е голем човек. па го навјасале проблемите. Сега вака, само да си кажам, бидејќи навистина многу ми е драг овој труд, оваа корицава ја осмисли еден човек кој што цело време беше со нас. Од првиот ден се вика, значи, Владимир Хаџипулевски, многу голема благодарност до него за тоа што од првиот момент кога почнавме да ја работиме нашата конференција минатата година, ни излегуваше во пресред со плакати, со изработка на се што ќе побаравме. Човекот ниту еден денар не побара за неговата работа и навистина многу не задолжи. Така што многу народ се понуди да помогне. Она што мене лично ми направи голем впечаток беше желбата да се присуствува, нели, на таа промоција. Имаше многу млади деца, ученици, Да, промоцијата, имаше само многу да кажам за повеќе слушателите, професор, дека промоцијата беше во Ману, ман. нели? Да, така, промоцијата беше во Ману. Вие сметам дека вие ја го водевте настанот. Јас го промовирав зборникот затоа што Да. искрено кажано веќе напамет го научив, сакајќи да нема повеќе грешки за да не случајно господинот ревизор уште еднаш најде нешто што ќе пречи за да се објави зборникот. И ви кажав, значи, ние бевме подготвени буквално на сите можни варијанти кои што можеа да ги смислат за да се спречи издавањето на зборникот. Па беше проблем зошто некои фусноти биле горе во текстот, зошто не биле долу. Значи, знаете како е, кога некој ќе сака да набара јајце, влакно во јајцето, ќе го искрши јајцето. Сега ние не сакавме да поминеме така, па сакавме да го видиме зборникот меѓу корици. И се обидовме да направиме можеби не безпрекорен текст, затоа што книга без грешка нема. Меѓутоа, она на што сакаше или се обидуваше да пречи, веќе го немаше. Тоа е Добро, тоа. Она што да се осврнем, да го оставиме драги Георгиев, не заслужува повеќе да зборуваме. Ќе си замени и од така, директор и ќе замени и од комисијата. После ќе не бара за кафе да пиеме, но ќе биде... не е фала. Не Да. е фала. Да одиме понатаму, професор, кајде сега во салата во Ману, како се одвиваше вие, впрочем, и го пуштивте и вашиот
говор, нели, во печатот. Сакам да кажете Да. нешто повеќе од тоа што зборувавте пред присутните и нормално медиумите беа присутни, затоа што е еден голем настан. Вака сега, значи, идејата беше да направиме навистина еден достоинствен чин со кој што ќе ја одбележиме, значи, 120 годишнината од погибијата на Гоце Делчев, меѓутоа и да се потсетиме дека лани го прославивме неговиот, односно 150-та годишнина од неговото раѓање. Можевме да направиме и повеќе, меѓутоа нема да го спомнуваме тој што го спомнуваме. До последен момент, значи, имаше такви обструкции кои што навистина ве вадат од кожа, не ви дозволуваат да го сработите нештото како што сакате. Сепак јас мислам дека направивме една убава презентација на зборникот. Она што беше многу за мене значајно е што повторно се јавив на неколкумина кои што сакав да помогнат. Во случајов овој пат беше еден актер од Кавадарци, се вика Александар Малинко, и го замолив да ги исчита токму овие три мисли на Гоцета Делчев и тие одеа во ману, во целосна темница и само гласот течеше. И нормално, како видео презентација имаше една слика од Гоце Делчев. Така што на напати се чувствуваше една таква тишина, достоинствена, меѓутоа и некако како со преголема почит кон Огромна, да, Гоцета. Да, мува да леташе, мислам дека ќе се чуеше. И само грмеше гласот на актерот. актерот. После тоа се обрати академик Коцарев. Мислам, за него немам што да кажам, сите го знаеме и знаеме што тези застапува. Го кажа сето она што неколку пати го има кажано, меѓутоа со други зборови и со истата тежина околу зачувувањето на македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонската самобитност. Потоа зборував, нели, јас, тој текстот кој што го пуштив да се прочита, затоа што неколку мои пријатели инсистираа ајде да се види, зошто само да остане во меѓу ѕидовите во салата на Ману. И така што зборував јас? Јас зборував пред се за интересот кој што го побуди Гоце Делчев кај многу научници од различни провиниенции, значи од различни агли беше обработен Гоце Делчев. Така што има во зборникот трудови, имаме на историчари, имаме на јазичари, имаме на политиколози. Едноставно, чинам дека каде и да чепнете, секаде ќе го најдете Гоце. Она што го посебно го истакнав, тоа беше дека во еден од трудовите, кои што се исклучително богати и со факсимили од оригинални документи и со фотографии, се зборува за учителствувањето на Гоце Делчев како учител по француски јазик. Тоа е пред се сведоштво на една негова соработничка, Катерина Джидрова, која што преку нејзините сеќавања нам ни го доловува Гоце Делчев. Во тој зборник има и оригинално сведителство од еден од учениците на Гоце Делчев, кое што е подпишано од учителот, значи од самиот Гоце Делчев. Многу е интересно да се видат такви документи, а тој самиот тој текст е исклучително богат. Тоа што јас како заклучок од тој текст го извлеков
дека ете постојано сме бомбардирани со барањето на бугарите, да го сметаме, односно да признаеме дека Гоце Делчев бил бугарин затоа што предавал во Екзархивско училиште бугарски јазик. Она што овој текст кој што пред малку го зборував го тврди е дека Гоце Делчев многу убаво го познавал и францускиот јазик, го предавал и францускиот јазик, меѓутоа никогаш не би се нарекол или никогаш не би побарале французите тој да биде французин. Значи, познавањето на јазиците е само една доблест на човека, а не е и негово етничко определување. Сакам да кажам дека ете, ајде да го спомнеме и текстот кој што ми го пративте вие и кој што зборува за пренесувањето на моштите на Гоце Делчев од Софија во Скопје. Да, наслов е некако Голготата на неговите мошти и од сето она што го пишувате, точно е погоден насловот дека навистина тоа е веќе Голгота на моштите, односно на посмртните останки на Гоце Делчев, кои што ете најпосле се смирија во главниот град на слободна македонска држава. Нема значи текст кој што не можете да го коментирате со многу пиетет. Еве ќе спомнам уште еден исклучително интересен текст кој што се однесува на тоа какви спомена обележија македонскиот народ има посветено на Гоце Делчев и колку при тоа младите знаат или учат за Гоце Делчев. Во тој текст ќе видите, па не знам колку слики има за места каде што се слави, односно се почитува Гоце Делчев и при тоа има направено и едни статистики кои што зборуваат за тоа во која возраст, кои луѓе, од која едуцираност, како го прифаќаат, како го знаат или како го чествуваат, го чувствуваат, извинувам, Гоце Делчев. Исклучително интересен текст, значи еве, јас лично никогаш не сум помислила дека може и таков и на таков начин да се долови ликот на Гоце Делчев, меѓутоа нормално, ние сме различни луѓе, пак ќе речам, ние имаме и различни професии, меѓутоа сите се најдовме во овој зборник и токму тоа е она што овој зборник го прави многу посебен од се она што досега е објавено за Гоце Делчев. Далеку е од оние само фактографски нафрлувања на податоци, затоа што фактографијата нормално ние најмногу ни лежи нам на историчарите, сите овие други колеги кои што го разиграа, да речем така, зборникот, се луѓе кои што работат нешто сосема друго од историјата, сите се научници. Имаме и колеги од практиката, значи тоа сакам да го кажам исто така. Имаме, значи, текстови кои што се однесуваат на тоа колку и како Гоце Делчев бил застапен во учебниците по историја во периодот кога Македонија беше во состав на Југословенската држава. И констатацијата на сите тие колеги, се разбира, сите тие имаат од некој различен аспект го гледаат тоа. Сите имаат ист заклучок, дека во Југословенската држава многу повеќе се обрнувало на ликот и делото на Гоце Делчев во учебниците по историја, во помошната историска читанка. А сега сето тоа е некако прекутрупа, да речам, нафрлено во различни периоди, различни наставни единици, така што како континуитет кој што порано го имало во изучувањето на ликот и делото на Гоце Делчев, сега го нема.
Посебна е приказната сега, значи ќе дојдам до нешто што мене многу ми пречи, па можеби ќе ми дозволите еве да си го кажам и тоа премислење. Ние за наша несреќа, за несреќа на многу идни генерации, имаме исклучително интелектуално боси министри за образование и наука. Меѓутоа, чинам дека по безобразлукот и дрскоста од Мила Царовска немаме досега видено. Некои од министрите беа, или еве и овој актуелниот, е интелектуален инвалид, кој што навистина појма нема нити од образование, нити од наука. Меѓутоа, ете, чучнате во фотелјата и некако, ајде, си ја врши работата за која што е ставен, само за да подпишува, инаку нема никаква иницијативност. И тоа што фактички мене лично најмногу кај него ми пречи, тоа е што уште кога дојде првиот ден на позицијата министер за образование и наука, рече јас ќе го продолжам курсот по кој што го започна Мила Царовска, и буквално не дотепа во смисла на тоа дека нема учебници, дека се е чиста импровизација од тоа што го работи. Мила Царовска беше можеби најзлонамерниот и најнеопитниот министер за образование и наука од гледна точка на тоа дека ништо не знаеше што треба да прави. Меѓутоа, не знаејќи што треба да прави, знаеше да направи дил со некои кои што требаше да ја избришат историјата како предмет од македонските училишта, така што направи некоја какафонија наречена историја и општество, во која што повеќе имате за еднополови бракови, за родител 1, родител 2, отколку за историја. Значи, и немате и од историја во тој учебник, а нашите деца треба тоа да го учат. За жал, овој актуелниот, нели, толку беневолентен во продолжувањето на идеите и ставовите на Мила Царовска, ги донесе учениците до тоа да ги натера да веруваат, веројатно, да веруваат дека дигитализација во образованието значи да изфотокопирате, односно да скенирате еден учебник и да им го пуштите на децата да учат како таков. При тоа излегоа неколку првични, да речеме, информации со некои илустрации од учебниците кои што навистина косата ви се крева на глава. За деца кои што треба да се формираат, тоа е една возраст во основно образование која што е навистина многу сензуална, да имате вие такви учебници во кои што апсолутно историјата е сведена на нула, на минимум, не минимум, тоа е нула. Со тоа што вие само ќе нафрлите некои фактографски податоци, вие не сте добиле ништо. Значи, не можете да зборувате за историја кога зборувате заедно со граѓанско општество, заедно со географија, заедно со не знам, математики, физики, сето тоа е такво мешање кое што чинам дека во ниту една нормална, да, ќе бидам и остра, бидејќи не знам дали ние во моментов можеме да зборуваме за нормално општество, бидејќи самите ние молчиме и дозволуваме луѓе кои што се апсолутно некадарни за образование и наука да бидат министри, да бидат советници, да не знам, значи навистина ситуацијата во Македонија во тој поглед, во поглед на образованието, а особено во поглед на историјата,
е многу зад она кое што го знаевме ние да го учиме или да го почитуваме. Така што овие генерации млади македонци чинам дека се оставени на интернетот да ги учи, да ги Преку воспитува. Википедија. Да, и Википедија, меѓутоа, знаете, секаква Да, глупост. Порано имаше една изрека хартија трпи све, сега интернет трпи се. да, исто е. Така што, да, многу грди работи се учат од тој интернет. Има некои што нормално податоци кои што се релевантни и кои што се изведени од луѓе кои што се компетентни за темата за која што зборуваат. Меѓутоа не секогаш е така. Не секогаш е така. Така што еве јас многу пати конкретно за Гоце Делчев имам сретнато толку извештачени и толку неточни податоци, само колку да се рече нешто за него и да се прикаже, пак ќе кажам од оние наши неисточни соседи. Тоа можеме да го искоментирам. Во еден од учебниците пишува дека Бугарија е западен сосед на Македонија, а Албанија е источен сосед на Македонија. И тој учебник не е повлечен. И како може така Ама се превртија страните на светот? не, јас за тоа зборувам. Значи, такви какафонии има во тие учебници, кои што секој нормален и родител, и Значи да повториме, член и се на извинувам да семејството, повториме сега. Бугарија е западен сосед, а да, Албанија е источен сосед. да, и во Добро. учебник стои така. Ќе Во внимавам учебник кога ќе стои така. добро ви верувам. Да, Кога ќе така, дојдам кога во ќе Македонија дојдеш, ќе гледам да од каде знаеш кај изгрева да одиш. сонцето. Да Така. ќе припазвам каде. Значи што зборувам? Зборувам за една таква желба, една таква потреба да се избриши се од македонската историја, да се замени со родител 1, родител 2, а да не зборувам за другите теми, што веќе е алармантно и треба, реално треба, ние да како родители, како баби, како дедовци на идни поколенија, да кажеме дека не е веќе доста, туку дека е премногу од експериментирањето со нашите деца, расфрлањето со пари, за некакви си имагинарни проекти, кои што немаат никаква употребна вредност. Сето тоа во име на децата, во име на доброто на децата, во име на доброто образование, во име на доброто воспитување. Ако ќе видите по улици дека се клоцаат едни со други, дека кога ќе видат повозрасен човек може дури да го навредат со пцовки и со такви работи, вие сваќате дека децата веќе ви излегуваат од раце. Професорке, јас ќе ви бидам многу благодарен да го завршиме ова интервју. Така убаво да ја покажите, покажите зборникот пред камерата и предната страница и задната страница. Малку поназад така, задржете го. Се гледа, задржете го само така, малку да постои. Ето така. Ајде и задната страна да видиме последната страница и таја. Ето, ви благодарам многу. Професорке, сега можам официјално да ви се заблагодарам за интервјуто, за информациите кои ни ги дадовте за нашиот великан, апостолот Гоце Делчев, како што рековте, се бореше за слободна и независна Македонија. Ви благодарам уште еднаш, а исто така сакам да ви честитам на вашата упорност и трудот кој го вложивте и излеговте, еве вие начело, да кажеме, и тие што беа со вас, победници пред оние кои сакаат да го плукнат делото на Гоце Делчев. Ви благодарам и вас. А Гоце Делчев не можат ни да му се поклонат, така мали да го плукнат. Гоце Делчев е премногу голем залак за нив.
До гледање Се и до слушаме, се слушање. гледаме. Поздрав до сите. Пријатно. Пријатно.